Драги гледачи, добро вечер во отвореното студио. Јас сум Христо Ивановски, а вечерва ќе дебатираме, ќе анализираме што значат заканите на Соединетите Американски држави кон Северна Кореја и кон Иран. Се надевам ќе има доста време за да го видиме и потегот на најавен од американците дека се повлекуваат и од УНЕСКО, една од организациите на Обединетите нации. Накусо, зашто ќе анализираме вечерва? Доналд Трамп неодамна во еден говор објави дека така наречениот ирански нуклеарен договор е еден од најлошите кога било постигнат. Со тоа тој отвори пат Америка практично да излезе од тој договор. Има една процедура тука, тоа е на секои 3 месеца се прави ревизија на договорот, Конгресот тоа го бара, а председателот треба да го потпише. Значи, се најавува можност председателот да не го потпише. И се тоа се случува во време кога односите меѓу Вашингтон и Пјонгјанг, односно Народна република Кореја, или како што се вика Северна Кореја, се на точка на жештеност, па дури се најавува нуклеарен конфликт. Нормално секој би сакал тоа да биде избегнато. За овие теми ќе анализираме со мојот драг гостин Драган Јањатов, колега, дипломат и публицист. Добре дојде во студиото, Драган. Благодарам на поканата. Со задоволство ќе ги предискутираме овие прашања кои се актуелни и жешки, што е најважно. Сметам лично дека иако Северна Кореја е далеку, заслужува внимание и анализа и покрај тоа што Република Македонија се уште во атмосфера на изборна атмосфера. Првиот круг заврши, вториот веќе сме влезени. Наредната недела ќе имаме повторно гласање, но работите отидоа на толку високо ниво, односно на таква вжештеност што би требало да се анализира вакво нешто, а и од причини што, последно што прочитав, може би не е точно, но западни извори тврдат дека нуклеарниот или војниот капацитет на Северна Кореја е толку ојакнат што тие практично можат со интерконтинентални балистички проектили да гаѓаат цели практично секаде во светот, а тоа значи и во Европа. А ние ќе се навратиме, ќе почнеме со анализата од Северна Кореја, но предлагам да го видиме прилогот што го направи од нашиот деск денеска, специјално за ова анализа, па потоа ќе анализираме. Ред, да погледнеме. Северна Кореја им порача на Обединетите нации дека никогаш нема да преговара за размонтирање на нејзиниот нуклеарен арсенал ако не ја сменат САД својата непријателска политика. Заменик амбасадорот на Северна Кореја во светската организација Ким Ин Ријонг му порача на Комитетот за разоружување дека ситуацијата на полуостровот достигнала критична точка и дека нуклеарна војна може да избувне секој момент. Како што кажа, понизата ракетни тестови и шестата нуклеарна проба, неговата земја поминала низ последната порта на патот кон статусот на полноправна нуклеарна сила и дека целата територија на САД е во домет на нивните ракети. Заканата е упати непосредно откако Белата куќа потврди дека председателот Доналд Трамп во ноември ќе има првата азиска турнеја – Јужна Кореја, Јапонија, Виетнам и Филипините, чијто фокус се разбира ќе биде Северна Кореја. Истиот ден кога Пјонгјанг се закани, САД и Јужна Кореја почнаа 10-дневни заеднички поморски вежби како демонстрација на сила, а во нив учествуваат еден американски носач на авиони и 2 разорувачи. Само неколку часа претходно пак, рускиот председател Владимир Путин потпиша декрет со ограничувања за Северна Кореја во согласност со резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации, усвоена како одговор на ракетната проба на Пјонгјанг кон крајот на 2016 година. И Европската унија усвои нови санкции со кои целосно се забрануваат инвестиции и извоз на нафта и нафтни деривати. Нема да бидат обновени и работните визи за севернокорејците во сите земји членки, со исклучок на бегалците кои се под меѓународна заштита. Сумите кои беа праќани за граѓаните на Северна Кореја наместо на 15.000, отсега ќе бидат ограничени на 5.000 евра, бидејќи се претпоставува дека се користат за развој на нуклеарно оружје и балистички ракети. Досегашните санкции на Унијата ги ограничува инвестициите во нуклеарната, рударската, авионската, преработувачката, хемиската и во металуршката индустрија.
Така, Драган, слушнавме, значи веќе се санкциите повторно во игра. Може би не се од највисок степен санкции, но би те прашал како дипломат, сега сме во фаза нели кога дипломатијата преку овие притисоци се обидува да најде решение, ако не најде следува веројатно некој воен судир или инцидент и потоа повторно би се вратила дипломатијата, но еве сме во таа фаза сега кога нешто се дипломатите прават. Што им стои на располагање сега? Ми даде шлагворд да се спомнам на една анегдота. Подобра е лоша дипломатија отколку добра војна. Во овој случај некои работи треба да бидат познати за да не биде појасна целата ситуација. Мојата обсервација на оваа тема би ја започнал од вкупната глобална политика и глобална стратегија на Америка од доаѓањето на Трамп на власт. Јавна тајна е дека постои една дискрепанца од тоа што е државна политика и што е политика на председателот. Својот стил на работа како непрофесионален политичар, Трамп кон некои работи така се однесува да не биде престрого, да не звучи, ама волонтеристички. Во овој случај тоа се повторува. Тој уште е под притисок на тие внатрешни проблеми што ги имаше со изборната кампања, со изборите, со улогата и вмешаноста на Русија во тоа. И ден денес, значи, истрагите се уште траат и голем број негови соработници сведочат пред тоа. Сето тоа, некои негови потези се чинат нервозни и мене ми се чини дека и во овој случај таа нервоза тој ја покажува. Излегувањето од тој договор за иранската нуклеарна програма може да донесе штета. Колку да е тој несовршен договор, сепак држи одредени механизми под контрола. Тоа е мислење и на другите учесници во тој договор, знаеш, нели, таму се повеќе Таму се Франците, 5 членки плюс Германија. Така. И реакциите од тие се негативни и сметаат дека е погрешно излегувањето на Америка. Драган, мислам да се навратиме на Северна Кореја, подоцна ќе го анализираме Иран, како една нели од нуклеарните, може би не сили, но земји кои имаат нуклеарен потенцијал. Значи, интересно е кој прв го потегна шкрапалото на пиштовот во овој дипломатски, нели, сега ринг. Прво, Трамп се обиде со кинезите, се сеќаш кога ги испровоцира, па потоа се омекна ставот, но со Северна Кореја одат работите кон непопуштање. Воопшто политиката на Северна Кореја е специфична. Таму треба да се имаат полно работи предвид. Дека таа не е институционално канализирана. Дека таму решава еден човек. И доволно е да се потрефи тој некој антимомент, па да дојде до некој нагол потез, што би било доста трагично. Во таа смисла е многу индикативна изјавата. Беше спомната на представникот на Кореја во Обединетите нации, кој, што мене лично ме загрижува, кој рече дека секој момент може да се случи нуклеарна војна и дека има потенцијали Кореја, ракетите и средствата за таква една војна да стасаат и на просторот на Америка. Сега, тука е многу важен односот
и улогата што треба да ја одиграат и Русија и Кина. А тоа на Трамп му е исто така добро познато, бидејќи тие се Кина е влезена во неговата агенда на посетата што треба да уследи 5 ноември. Тој прво ќе посети Јапонија, потоа ќе оди во Јужна Кореја и на крајот, значи, со кинескиот председател ќе ги анализираат овие работи. Тоа ќе му биде предочено на Трамп во овие разговори и јас се надевам дека тој и под притисок на неговата администрација, колку што таа може да има влијание врз неговите решенија, и ако тој претендира една Твитер дипломатија, да сепак да преовладее разумот и да се канализира тоа по дипломатски пат. Тука не е, јас случајот со иранската нуклеарна програма не го гледам одвоено од ова. Некако тоа ми стои во еден контекст, двете работи. Бидејќи во прашање се санкциите, што овој ги бара и за едната и за другата, а малку на тоа предупредува и неговото пледоје на Генералното собрание неодамна на 72-та сесија, кога зборуваше и кога акцентот му беше дека Америка е пред се и пред сите. Дури тој беше критичен и во однос на Обединетите нации, колку тие се залагаат и колку успеваат да го контролираат светскиот мир. Така што со Северна Кореја треба многу внимателно. И мислам дека го делиш и ти моето мислење, дека таму избрзани и нагли потези можат да бидат фатални. Да, јас искрен да бидам и од она што го гледам во последно време, јас сум вчудовен колку корејците отишле напред што се однесува во воената технологија. И токму изминативе 2-3 месеци, колку да звучи тоа провокативно, во секој случај доказ дека они се способни да истрелаат балистички проектили на голема далечина и на голема висина на некои си 500 километра, значи одат во висина. А тоа значи дека имаат и најмалку еден сателит од кој можат они тоа да го контролираат. Долго време се под санкции и очигледно е дека санкциите не му пречел на режимот на Пјонгјанг тоа да префрла средства и знаење во воениот комплекс. Немаат голем потенцијал официјално, некаде околу меѓу 10 и 20 боеви глави, но тоа е доволно да направат сериозна акција, да речеме, Гуам може да го збришат со еден потек. Тоа е на некој начин Америка. Блиску се до Кина, блиску се до Русија, да не зборуваме за Јужна Кореја и Јапонија. И први они всушност реагираа во. Значи имаме играчи големи во овој мал простор. Америка, Русија, Кина како постојани членки на Советот за безбедност и соседите Јапонија и Кореја. Јас не знам колку, значи, известителните служби на Америка имат навлезено за таа железна челична завеса. Меѓутоа, тие најверојатно имат сознанија кои им даваат можност да знаат со што располага Кореја и каде се нивните оптимални можности. Меѓутоа, нека биде и одвоен инцидент, нека биде една боева глава да се употреби, тоа е веќе катастрофа. Ќе следи возвратен удар и каде ќе се најде светот. Тука
има и други. Трамп самиот каже дека со еден потек ќе ја збрише од картата Северна Кореја, но ако ја збрише Северна Кореја ќе страдаат и нели околните. Не може тоа да биде изолиран удар кој нема да соседните земји спомнати тука Јапонија, тука Русија, така што да се надеваме дека нема да дојде до тоа. И јас очекувам ова посета што ќе ја направи Трамп на тој регион, дека ќе постави некои работи на свое место, ќе му биде укажано. Сега, колку тоа тој ќе го акцептира, колку ќе го примени во своите потези, јас просто се плашам од наглите потези, нешто што може да избега од контрола. Да не забораваме дека ЦИА пред дали има 2 недели каже дека Ким Јонг Ун воопшто не е луд политичар или лидер, туку е мощне, прагматичен и луциден. И од тогаш практично, како тоа да беше знакот Трамп да трне во една дипломатска офанзива. Значи, не станува збор за некој што туку така ќе го стисне. Да, на овие остри закани на Трамп, провокативни се одговорите на корејскиот лидер. Очигледно имаме 2 остри камена. Да, тоа се плашам јас дека 2 остри камена не мелат брашно, туку прават штета. Мислам дека ќе биде интересно и за нашите гледачи околу дипломатијава. Пред повеќе години правев интервју со Кристофер Хил, поранешниот амбасадор во Скопје. Меѓутоа, тој во тоа време беше специјален пратеник или посредник на американците во меѓукорејскиот диалог. Тој кажуваше интересни детали каде ги воделе преговорите во некои зафрлени места, во некоја колиба, седнуваат, меѓутоа нема доверба меѓу двете страни и очигледно Америка не е успеала до сега да го помести тој диалог напред. Еве се гледаме дека проблемите стануваат уште повидливи затоа што Кореја станува воено опасна. Зошто Хил, искусен дипломат и американската администрација, Стейт департментот до сега не успеа да ги приближат двете страни, да најдат некое решение? Токму за таа дискрепанца. Помина година дена скоро како е Трамп председател. Тие се уште не може администрацијата не може да му се екипира. И ова промена на министерот за надворешни работи и други, и раководството на ЦИА, сето тоа не дава претекст за една америчка надворешна политика на каква ние сме навикнати од времето на булдожер дипломати. Да. Тогаш се знаеше, таа беше една консолидирана надворешна политика со стратегија. Сега, како таа монолитност во политиката и надворешниот настап на Америка како да е разнишна. И немањето внатрешна доверба, нели, му виси импичмент над главата во секој момент. Добро, и незините партнери практично ги става во една незавидна позиција. И сето тоа, се случуваат деликатни работи, посебно еве и на Блискиот Исток, и војната во Сирија, и сето тоа не им дава простор да изградат консеквентни позиции кои би можеле да вродат со плод. Цело време, во тоа многу голема улога игра и санкциите против Русија, која е незадоволна од тоа и на одреден начин парира таму каде што може. Иако деновиве така на оптимистичка најава дека наскоро се гледа крајот на војната во Сирија. Јас сакам да верувам дека има основа да тврдат
значи руските средства за информирање, нешто такво. А дали тоа ќе промени работата, дали ќе олесни малку, ќе го олесни тој притисок и врз Иран и аналогно на тоа и на далечниот исток, ќе видиме. Да, Јас тука ја гледам причината дека зошто работите не се решаваат поефикасно, бидејќи постулатите на таа надворешна политика американска не се од тој калибар како што беа со претходните председатели. Мислам дека ова е интересна поента што ги спомнуваш русите како фактор. Во понеделникот, значи вчера, председателот на Руската Федерација Владимир Путин го потпишал декретот со кој ги одобрува, односно ги прифаќа санкциите спрема Северна Кореја, тоа се санкции практично воведени од Обединетите нации, за економски, научни и други врски со Северна Кореја. Но, што е сега другото за мене како аналитичар поинтересно? Мислам дека Трамп успева Русиве да ги вовлече во оваа игра дипломатска. И еве гледаме дека Валентина Матвиненко, која нели го председава Ја видов Сенатот, нејзината изјава. да, таа е веќе сега во функција на посредник, посредувач меѓу двете Кореи. Да. Зошто Русија би влегувала сега во овој процес? Па добро, тоа е во контекст на генералните позиции на Русија и на Путин за враќање на светската сцена. Тоа е една можност Русија да се јави како фактор. Да каже, ние сме тука и од нас зависат некои работи. Тоа е поентата. Маргинализацијата на Русија не одговара на стратегијата на новата надворешна политика на Русија. Значи, тезата дека, која јас сакам да ја наметнам, дека русите и покрај тоа што воено, па и политички играат клучна улога во Сирија и практично придонесоа да отидат на станите каде што сега отидоа, нели, дека најверојатно Сирија нема да биде истата од пред 5 години и 6 години, но успеа да се одржи тој режим на Асад. На некој начин тоа е победа на русите во однос на она што беше концепт на американците, но зошто сега би имале интерес да влегуваат во овој жежок костен кој очигледно им го сервираат американците, барем според моето видување. Зошто не би ги оставиле американците и нивните механизми и пријатели да го решаваат овој проблем? Па не знам, Кремљ како гледа на тоа, пред известно време читав на таа тема Лавров едно внатрешно излагање за своји потреби во Русија, мислам, внатрешно политичко, рече дека тие будно ќе следат што се случува во Кореја. Најверојатно нивните проценки се дека едно такво решение да се подржат санкциите може да има и позитивна улога. Може на некој начин, ако не друго, барем како опомена да биде за корејските раководители малку да одстапат од таа, ако не друго, барем вербална војна со Америка и со Запад. Добро, тука мора унисоно действуваат Кина и Русија во однос на тоа. Сега интересно е што и Јапонија се вклучува и се очекува тој разговор меѓу Трамп и јапонскиот премиер да биде така доста важен во целава оваа работа. Па да почекаме да видиме, еве, ноември не е далеку. Да, и јапонците ја, мислам, односите кон Русија ги ставаат на една попозитивна линија, зборуваат за непотребност од санкции и така натаму.
што на некој начин добро влие ако се земе предвид и тензијата во Јужното Кинеско море, која владее подолго време. Да, и они имат и нерешени прашања, територијални, Русија и Јапонија, така. Така. Курилските острови. Јас, подготвувајќи се за вечерашнава дебата или отворено во студио, издвоив некои податоци околу тоа колку во светов има нуклеарен арсенал, нуклеарно оружје. И, значи, први се американците, 6800 боеви глави. Русите имаат 7000, тоа е веќе намалена бројка со преговорите што беа старт 1, старт 2, сега нов старт се во игра и така натаму. И разни програми нуклеарни имаат и во сите области. Велика Британија, Обединетото кралство 215, Франција 300 боеви глави, Кина 270 боеви глави, ако се точни. Овие се официјални податоци од СИПРИ, од институтот во Стокхолм. Индија 110 до 120, Пакистан е тука негде 120-130, Израел 80 боеви глави, Северна Кореја 10 негде има податок до 20 или вкупно 14.900, практично ние сме спремни со една глупост прајање да ја исчезнеме нашата цивилизација. Доволно да се збрише цела планета. Да, сега овде не се спомнати како воени земји со воен капацитет, например една Германија која во секое време би можела да произведе нуклеарна бомба, но на нејзина почва има боеви глави со нуклеарен потенцијал, исто така има и во Белгија, има во Италија, има и во Холандија. Сега е интересен Иран. Значи, Иран е долго време на радарот на американците. Во 2015 година Обама, сакајќи да остави политичко наследство во вториот мандат, успеа да постигне договор со иранците, кој сега Трамп вели дека е еден од најглупавите. Па дури кој преговарал вели со нив. Преговара европејците нормално, но од овој твој список е видно дека се намножија земји кои што имаат нуклеарна капацитети. И тоа е веќе доволно. Уште други нови дали треба да постојат. Меѓутоа, тешко... многу се обидува да направат. ИСИЛ, например, би сакал да има нуклеарна бомба. И тука мора светските лидери да се постават многу по-консеквентно, а улога треба да одигра и Организацијата на Обединетите нации. Треба со сите механизми што ги има и тие организациони форми кои работат во тоа, треба да се заложат тоа да се ограничи или да се канализира во друг, таа нуклеарна програма во мирнодопни сврхи да оди, цели. Во таа смисла индикативно е што и во Русија во последниве години се полага на тоа, значи тие институти, капацитети за истражување, реактори и така натаму, да работат на една мирнодопска програма. И има доволно нови оружја за кои ние и не знаеме, кои постојат и кои се депонирани. Од време на време на некоја парада ќе се појават на црвениот плоштад. Да, па има и хемиско, биолошко. Да, така што светот практично седи на една бомба што, како што викаш ти, може да го збрише за во еден пот. Мора да се покаже многу разум, многу такт, многу ум, за да не дојде до тоа. Така. Ние ќе направиме
една кратка пауза за рекла, се враќаме набрзо Добро. со продолжување на анализата. Ајде. Се враќаме повторно со анализата, стигнавме до Иран. Драган, Иран е исто на радарите, еве да речеме на нуклеарните радари на американците, особено еве сега на новата администрација на Трамп. Не им се допаѓа договорот со Иран, тој договор го подпиша заедно Велика Британија, Франција, Русија, Кина и Германија, како и ЕУ. Трамп вика: доста ми е преку глава ми од таа нација, но сепак ќе каже дека иранските лидери се големи преговарачи затоа што испреговарале голем, убав договор за нив самите, но ужасен за Америка. Значи, не му чинеше ТТИП-от, трансатлантскиот трговски договор, не му чинеше климатскиот договор. Сега, може би, еве, не се сеќам сега и други договори, еве сега и договоров со Иран. Тоа е договор кој се контролира на секои 3 месеци, постојано е и Агенцијата за атомска енергија и нели се следи тоа. До сега нема објави дека е прекршен договор. Да. Значи, што би сакале сега американците? Еден на мој Facebook пријател со кого исто така имам праено интервју, тој го раководи Институтот за мир во Лунд, Јан Оберг, во колумна каже дека Америка се подготвува за војна со Иран. Зошто? Јас лично сметам дека со тој договор Иран стекна и одредени симпатии на меѓународен план, покажа разум, покажа волја за компромис и треба да се остави тој договор да функционира, бидејќи, како што велиш и ти, до сега никој не го прекршил, односно Иран не го прекршил, и таа агенда се одвива позитивно. И сега, зошто да се од готово да се прави вересија? Тоа веќе треба да се смета за апсолвирано прашање. И јас мислам дека Обама направи еден важен чекор, постигнувајќи го тој договор. И сега не треба тоа веќе што е направено да се растура и да се барат нови предизвици и да се барат нови опасности. И јас сум убеден дека нема да дозволат, ќе има меѓународно влијание врз Америка да ретерира во тој поглед. Сега пак ќе се навратам на ова посета на Трамп на далечниот исток. Очекувам од таму да произлезат одредени позитивни чекори после таа турнеја негова. Доколку биде подпомогнат и од собствената администрација, доколку тоа биде вградено во стратешките планови на Америка, кои не зависат само од Трамп и кои не ги креира само Трамп. Така што тука ќе покажат свој притисок и влијание и Конгресот и Сенатот, така што да очекуваме дека работите ќе се полека ќе почнат да се смируваат и покрај овие, значи, воинствени восклици. Да. Но сакале ние да признаеме или не, сепак тоа се сериозни реченици изговорени од председател. И реакцијата, например, францускиот министр за надворешни работи се обраќа до Конгресот да не го стави под закана овој договор со Иран, оти тој, како што велиш и ти, се смета за многу важен. Да. Практично Иран се согласува на 10 години да ја замрзне, а можно и повеќе, да ја замрзне својата нуклеарна програма, која вели дека е во мирнодопски цели. Исто така се огласија и германската канцеларка и британците. Значи, за разлика од Северна Кореја, овде во однос на Иран, американците немаат поддршка.
Како што има? Нема анти, тоа е едно трусно подрачје политичко, Блискиот Исток. Еве, ако погледнеме наназад, од кога од таму се лиферуваат и војни, и судири, а да не се заборава и ИСИЛ. Уште тоа не е решено тоа прашање. И конечно не знаеме како ќе ферментира Сирија. Логично. Затоа што таму имаат нерасчистени сметки и сами кажуваат турците. Логично, било кое решение да биде, ќе има незадоволни од таквото решение. А исламистите во секој случај нема да прифатат ништо што нема да им оди од полза. Тоа се пак нови емигрантски бранови, пак терористички напади, така што тоа трусно подрачје треба да се држи со разум под контрола. И не треба таму да се прекршуваат интересите на државите, на големите сили. А во таа смисла, значи, Иран може да одигра многу важна улога, како да речеме Турција, што во моментов едно лидерство покажува во однос на тоа. Најверојатно тоа е во договор и во координација со Русија, меѓу Путин и Ердоган. Подемот на тие односи меѓу нив дава гаранција дека соработката ќе оди во правилна, во позитивна насока. А Турција за Америка е важен фактор во тој регион. И сето тоа треба Трамп да го има предвид кога дава вакви изјави и кога прави така малку потези како слон во стакларница. Така. Да. Значи многу чаше ќе бидат искршени. Да. Држејќи го Иран постојано под висока тензија, ќе има нови санкции, ќе има војна интервенција и така натаму, Оберг не е човек кој би се излетал во неговите проценки, станува збор за еден независен експерт. Не знам дали си слушнал за него, но во секој случај е релевантен и има чувство да ги процени. Да. И така во последно време му дава доста значење. Пред известно време така една негова проценка беше добро прифатена и се надевам дека и овде не греши. Да, но држејќи го Иран вака постојано под висока тензија, значи да расте температурата на моторот, да биде загрејан, тој практично постојано ги држи под тензија и русите. Да. Нормално е тоа, но сега прашање е како членката на НАТО која се купува системи С-400 па најавува и производство на С-500 од русите, членка на НАТО, што би значило тоа кога американците би влегле со трупи во Иран. Да не забораваме дека во САД сега владее една атмосфера на креирање трупи кои они ги викаат прокси армија, практично на некој начин легија на странци, на французите, една варијанта американска, која би била, да речеме, во отприлика 6 до 7.000 во јадрото и нормално од некои околни земји би влегле во таа платеничка војска, која би влегла во Иран. Што би се случило во една такво сценарио со Русија и со Турција во воено сценарио? Сето тоа предпоставува контраудар. Детали за една таква подготовка не може да им побегнат на руските известителни служби. Најверојатно тие имаат податоци и за број, и за наоружување, и планови. Тие најверојатно сето тоа го знаат и имат контрамерки предвидено.
консолидација на военото руско разузнавање е направена. Има последниве 10 години доста е напредната во таа смисла. Консолидиран е рускиот воен врв, кадровски промени се направени, така што модернизирана е до одреден степен руската армија, што може да се носи со такви предизвици што идат, било да се од Америка, било да се од друга страна. Да, исто слично и како што е во односот со Северна Кореја, Драган, реакциите од Техеран се доста цврсти. Прво тие велат дека се држат до програмата, имаат аргументи за тоа, но министерот за надворешни работи Зариф го предизвикува на известен начин Трамп и неговата изјава дека не гледа причини да го продолжи договорот со Иран, затоа што сметаа дека Иран еден ден ќе развие воена нуклеарна програма, односно ќе произведе атомска бомба. А пак спикерот на парламентот Лариджани вели уште појако нешто слично како севернокорејците. Техеран има план, ние ќе преземеме чекори од кои американците ќе зажалат. Не се плашат иранците, тоа е пораката. Да. Па добро, воопшто таа политика на Трамп за Америка ибералец му е, сега да не речам глупа, меѓутоа не води никаде. Што значи тоа? Америка пред сите. Зошто мора Америка да биде пред сите? Нека биде пред сите на економски план, нека биде заштита на земјата, планета, на климатските промени. Зошто тоа треба да биде еден императив на кој ќе се држи тој? Тоа ги иритира другите. Тоа поттикнува конкуренција, поттикнува борба, поттикнува желба да се парира на тоа. Значи, пак се враќаме на она мултиполарен свет. Тоа е една најдобра солуција ако сакаме светот да обстои и да не оди во пропаст. Така е, меѓутоа Трамп кога дојде, тој рече Америка first, значи прво Америка, што значи се враќа на политиките кои некои претходни председатели ги има како стил на владење, унилатерализам или исклучивост. Да, ама тоа толку не го става на преден план. Обама беше малку по-пасивен во таа смисла. Клинтон и така и вака. Меѓутоа, овој на сите им се качи на глава со тоа дека Америка мора да биде прва. Добро, Реган беше Да. по својата политика и по тоа ќе остане запаметен. Да, затоа еве ти го спомна Кристофер Хил пред неколку дена имавме во рамките на она проектот Про и Контра во Нова Македонија, така полемизирав со Хил во таа смисла. Тој го нарече Трамп лицемер. Значи, лицемерно се однесува критикувајќи и Обединетите нации. Тој тогаш во својото пледоајане или на ова Генералното собрание рече да не заборават Обединетите нации кој е нивниот најдобар финансиер. Значи, дека Америка дава најмногу пари во Обединетите нации и дека тоа треба соодветно и да му се валоризира. Но не и за УНЕСКО, каде што должи 550 милиони. А таму поентата всушност во тоа му беше, и тоа беше мојата тема на полемика со статијата на Хил, да се укине институцијата вето во Советот за безбедност. Значи му пречи тоа. Сега, ајде да предпоставиме една таква ситуација, да нема вето. И што после? Да. Ветото
колку да е непопуларно, сепак е еден инструмент кој во одредени работи може нешто и да спречи, да не дозволи. Па макар понекогаш било и погрешно или субјективно. Така што, не знам, мора Трамп да направи корекции во својата политика. Не знам, сега новиот, не му го знам бекграундот на новиот министер за надворешни работи, новиот државен секретар. Дали е професионалец во таа смисла да може да се стави во улога што треба да ја има надворешната политика. Добро е ингеренција на председателот, меѓутоа ја спроведува и ја реализира државниот секретар. Во одминатото сме имале државни секретари кои ја носеле политиката пред председателот. Председателот бил корисник на нивната стратегија надворешна политичка. Треба Трамп, значи, да го скроти својот темперамент што се однесува до надворешната политика. Така. Тоа е мојот заклучок. Кога зборуваме за Стејт департментот, треба да имаме предвид дека ако сега ја отворите страницата на Стејт департментот, ќе видите дека има стотици амбасади на кои вели нема именување. Меѓу нив е амбасадата во Република Македонија, Да. значи се чека луѓето да заминат, па тој процес да почне подосна. Во секој случај ќе направиме уште една мала пауза за реклами, па ќе се вратиме со завршните поенти. Еве уште неколку збора за Иран. Интересно е дека има последни санкции со кои се опфатени 16 ентитети и поединци, кои според Америка се вклучени во подршка на некои незаконски ирански актери, кои се вклучени во транснационален криминал. Меѓу нив се тие што им дават подршка на иранската војска од Исламската револуционерна гарда. Знаеме каква улога има и што значи за Иран. Потоа некои во Иран компании транснационални, се извинувам, криминални организации, ги немам поименично кои се, но и се вклучени и кинези, и кинески компании, турски фирми, кои на некој начин нели се вклучени во производството на балистички проектили, и сето тоа нели е насочено према контра интересите на Америка. Значи на некој начин се погодени и кинески и руски фирми. Покрај нели постојаното во заднина предупредување на русите, се отвараат ли на некој начин картите сега што сака Трамп да направи? Добро, јавна тајна е дека Русија соработува со Иран, има традиција во тоа, има минат стаж во тоа. Уште Советскиот сојуз имаше контакти и економски, воена опрема и така натаму. И нема со врзани раце и мирно Русија да гледа на загрозување на тие, оти тоа де факто е загрозување на нивните и на руските и на кинеските интереси. И тие во суштина сите тие санкции, ако направиш една анализа на тоа кога биле применувани, ретко кога докрај биле ефективни. Не предизвикувале тој ефект кој се очекувал од нив. Поготово во тој муслимански свет, каде што е друга култура, друга традиција, други... Тешко тоа може да резултира со таков ефект како што се очекува. И јас мислам дека тука нема многу да се постигне, освен
да се зголемат амонизитетот меѓу Русија и САД. Сега на Русија околу вратот и стојат и домашни проблеми, стои Украина не решено, така што Економијата треба да да стабилизира. се стабилизира, да се подигне животниот стандард, правата на луѓето, демократијата во крајна линија која така се пушта помалку на лажиче и затоа мислам дека нема тие санкции да го постигнат ефектот. Зборувајќи за стилот на Обама или начинот на владење, кој за мене навистина представува проблем затоа што често брзо ги менува ставовите и многу е тешко да предвидиш од таков политичар каде ќе што ќе донесе, каква одлука, во која насока ќе се движи. Мислиш на Трамп? На Трамп. Да. На Трамп. Во секој случај, иако звучеше оптимистички неговото обраќање пред Генералното собрание есенва, значи пред еден месец, во која повика потребни се реформи на Обединетите нации и така натаму, и седиштето на Обединетите нации е во Њујорк. Сепак, тој влече унилатерални потези, игра на некој начин, се обидува да игра дамин гамбит, да биде главен на шаховската табла. Не му успева баш секаде. А еве последен потек му е најавата дека од на крајот на 2018 излегуваат од УНЕСКО. Тој нема да биде прв што тоа го направил. Да. Иако практично сега американците и не се кој знае колку битни во УНЕСКО затоа што го изгубија правото на глас. Да. Губат, не плаќаат придонеси и должат, како што реков, $550,000. Да. Но по нив излегуваат и израелците. Јасно е дека станува збор за став дека главен проблем е затоа што УНЕСКО има негативна политика, па дури се базира на фалсификувана историја кога е во прашање Израел. Добро, времето на Америка во УНЕСКО помина. Тоа беше периодот по Втората светска војна, кога УНЕСКО играше една друга улога во светот, отколку сега. И според мене тоа не би било некоја голема катастрофа за организацијата, поготово што еве тие меѓусебни проблеми. Суштината е што сака да владее и со таа организација. Затоа не му е по волја ни Обединетите нации. Тој бара зголемување на ефективноста на работата. Со тие механизми, со тие средства што ги има и со тие обструкции што кога се во прашање мировните операции ги прави НАТО и Европската унија, според мене Обединетите нации си ја извршуваат, ако не друго, барем првобитната намена да бидат заштитник на мирот во светот, со тоа што располагаат и колку може. Сега, да не го потпалуваат тој мир големите сили со вакви потези, Обединетите нации би имале помалку работа. Голем дел воени жаришта и на азискиот и на афричкиот континент, знаеме кој ги креира. Известителните служби се тие што ги организираат. Го потпалуваат огнот, а потоа одат да го гасат. Така е, Драган, но фактот дека Палестина е членка на УНЕСКО покажува дека американците или Америка не е семоќна, дека таа може да биде победена во една процедура на гласање. Па најверојатно тоа не му се допаѓа на Трамп. Еден свет, еден господар да има, таа максима е иритирачка за светот. И гледате, нели, баш денес ли е тоа денот на гладните? Денес. Да. Гладува. Половина свет, ако не и више, гладуваат. Имаат неделно 4 оброка
Да, светот има вишок храна, се фрлаат тони храна, но има неравномерна дистрибуција на... Така што мисијата големите сили треба да си ја решават и приматот да го решават на друг план. Воениот план е погубен и непродуктивен, што донесоа и Првата и Втората светска војна. Што го разделија Па светот. токму тоа, корејците веројатно не можат да заборават едно историско сеќавање, а тоа е Корејската војна и околу 2 милиони жртви кои корејците ги дадоа без потреба, севернокорејците. Тоа не се брише така од меморијата на еден народ. Мене ме радува, не ме радува, туку поволен е впечатокот што Јужна Кореја се држи во овој спор. Сега малку одиме, скокаме, меѓутоа тоа е темата. Во однос на Северна Кореја, тие имаат ривалство, меѓутоа се повоздржани. Не се толку милитаристички настроени. Ним една таква војна не би им одговарала. А интервенција америчка во Азија и било каде, историјата покажува дека тоа неуспех, осудено однапред. Доволен пример е Виетнам. За русите Авганистан. Секаде кај што се обиделе со сила нешто да направат, имало контраефект и не вродило со плод. Да, меѓутоа последиците од тие интервенции или од тие колониалистички апетити остануваат со децении и ние сме сведоци на, да речеме, да го земеме само Блискиот Исток како пример или Балканот, можеме да видиме дека апетитите на големите сили направиле толку многу проблеми што вие денеска не можете да најдете решение. Еве, Северна и Јужна Кореја не може да се најде решение. Израел и Палестина не може да се најде решение. Македонија и Грција. Еве, некои оптимистички најави дека е можно да се најде решение за името, но прашање е дали навистина е тоа возможна мисија. Затоа тука е дипломатијата. Дипломатијата. Почнавме разговорот со тоа дека и лошата дипломатија е подобра од секаква војна. Треба да се верува дека дипломатијата може да ги реши тие прашања или барем да ги држи под контрола. Затоа треба да се верува во дипломатијата. Тоа е професија која не е напразно измислена. Помагала таа уште во племенски поредок и племенско уредување, па до денес. Дипломатијата е позната уште што се вика во камено доба. Така е. Да, основите се од таму. Така што механизмите на дипломатијата ќе треба да се кренат на повисоко ниво. Да, и да не изгледа неверојатно дека, например, Америка би дошла во директна конфронтација со Кина, кога е во прашање нели Северна Кореја, очигледно е дека апсолутно, ама Кина нема да се радува ако има на границата американски воени трупи и американско оружје. Да, и пораката е од Обединетите нации, пораката е дека навистина треба да продолжи тој процес на разоружување. Точно. Тоа Матвиенко го сега го става на маса. Го става, да. Сега, дали е тоа некоја мисија што Путин ја определил, не верувам дека тоа е незина иницијатива. Мене ме изненади дека со такви глобални прашања таа ќе почне да се занимава. Меѓутоа, и таа се залага да продолжи детантот. Разоружување. Твојата завршна порака по повод овие проблеми? Па, сепак јас сум оптимист и мислам дека ситуацијата и со Иран, и со Северна Кореја нема да ескалира и нема да дојде до таму да мора да се влече, како што викаш ти, крапалот. Дека дипломатијата е помоќна од генералите? Да. Ќе ги победат генералите? Да.
Еве да завршиме со таа порака дека дипломатите ќе бидат посилни, помудри од генералите. Благодарам на вниманието и се Благодарам гледаме за во поканата. некоја друга прилика. Поздрав до вашите гледачи.